Еден ќе третираме една интересна тема, уметноста и се она што е поврзано со Андреј Миневски. Уметник, вајар, скулптор, како да те најавам. Добар ден и добре дојде најпрво. Фала што ме поканивте да учествувам во вашето отворено студио. Иначе сум да ме најавите како скулптор, може. Да. Да, претпоставувам дека поголемиот дел од јавноста го памети Андреј најмногу по оние железни, односно од метал скулптури, диносауруси, кои што беа претходно најпрво еден чинам беше уште во 2015 поставен на околу Бриколаш тој дел паркингот, така ако не се лажам? Таа ми прва скулптура од метал. Така? Во поголема димензија. И сега оно што е најново и што е многу атрактивно исто така во паркот во населбата Ченто, во различни димензии има исто така твои авторски скулптури. Па скулптурите се горе-доле во природна димензија како што биле диносаурусите. Меѓутоа, она за кое што јас сега наједнаш се заинтригирав, како во природни димензии, тоа значи дека се огромни, поголеми од ова студио. Па не, значи се изработуваат освен нели во работилница, веројатно и ги надополнувате со ги изработувам дома пред мојата куќа на крупчето, на ширинката. Така се погоди, има место, комшиите не се бунат, мерак има што работам, доаѓаат, гледаат, ме поддржуваат. И големината, значи... Од што зависи големината? Вие ја одредувате или? Па големината јас ја одредувам, горе-доле гледам да биде колку што можам поблиску до оригиналните димензии. Значи си зимам макета, скулптурка мала, и од неа вадам димензии што ми одговараат. Господине Миневски, зошто баш диносауруси? Диносауруси, тоа сосема случајно се случи. Не е некоја желба која што тлеела уште како дете па... Па не. Не, а? Имав нарачка од еден отпад и одлучивме да биде диносаурус, тој ми е првиот, Тирексот. И да, така Андреј, продолжи тоа. Донесе и во студиото може да видите еден така поминијатурен, односно поминијатурна фигура на диносаурус, символично. И исто така оно што импресионира во твојата идеја, освен од отпадни материјали, нели метал и железо, целта ти е на некој начин да се подигне јавната свест во однос нели на рециклирањето, односно заштитата на животната средина. Па така, значи, кај нас е многу ниско нивото на рециклирање и мислам дека треба повише луѓето да гледаат на таа страна, затоа што природата не чека, не прашува, еден ден ќе не сотре, да кажам. Зошто токму металот или железото како материјал кој што претпоставувам го преферираш? Има во некој дел омилен ли ти е или едноставно таква беше замислата да мора да биде изработен? Па металот, почетокот ми беше на факултет, значи кај професорот Исмет Рамичевик и ми даде некоја насока за метал, да ме виде дека го разбирам материјалот и знам да работам со алат. И ме поддржи во тоа да почнам да работам метал. И така се роди љубовта кон металот. Колку во принцип колку време ти е потребно за изработка на едно вакво дело, еве во случајов диносаурус? Во зависност од големината, потребно ми е од 3 до 4 месеци, 5. Исто така зависи и материјалот, колку материјал имате на располагање. Треба да најдете
да се најде одреден дел за одредена позиција. Како ги наоѓаш, Андреј, материјалите што ти се потребни? Материјалите ги наоѓам по отпади и автосервиси претежно. Имам еден пријател што има автосервис, сакам да му се заблагодарам на него. Најголемиот дел од кај него го зимам, тоа е сервис КОП. И така. Се случува ли, еве, луѓето ве знаат, веќе сте гостувале во различни телевизии, во различни медиуми, се информираат и преку интернет, па знаат сега кој е, нели, Андреј малку повеќе ако претходно не знаеле, па да дојдат со идеја вам да ви го поклонат железото или метало. Знаеме дека многу луѓе може да го собираат тоа за потоа да го продадат. Па, но сега еве еден благодет. Да. Се случува тоа често, но може и повеќе да да ургираме кај луѓето почесто да носат. Да, така. Да. Сега имам идеја, значи треба да видам со директорот на Золашка, сакам да ги дислоцирам скулптурите во Золашка. А таму е во план правење на Jurassic Park. Да, слушнав нешто такво. Да, каде што може и да се најде. Да. Одлично би се вклупила. И да го правам новиот диносаурус таму и да можат луѓето да донесат што имаат дома, некој железо, метал, парче, како и да е. Во однос на диносаурусите, за изработка на еден диносаурус, зависи од тоа колкав е или има некоја стандардно време кое што е потребно за изработка на истиот? Па нема стандардно време, значи зависност од материјалот, од големината, од инспирацијата исто така. Мора да би за да изгледа добро, треба и време доста да се потроши. А само неќе на брзање све. Само железо и метали се употребуваат при изработката или има и друг вид на отпад? Па железо и автоделови претежно. Може и комбинација на материјали да се прави исто така. Да, сигаш значи во зависност од идејата. Но исто така, Андреј, оно што е важно, кое што нели е како информација вредна за напоменување, дека си поканети на фестивал во Белград и дека дел од овие скулптури ќе бидат изложени таму, така? Така, лани бев дел од фестивалот, правев на лице место скулптура една. Организаторите изразија желба овие диносауруси што ги имам више направено да се однесат таму, да бидат дел од фестивалот. Да, значи најшло на позитивни реакции во секој случај. Да, инаку само да гледате, почитувани веќе на вашите екрани, меѓутоа да напоменам дека се отворени телефонските линии, темата ја гледате. Сакав малку и ова прашање да го начнеме со Андреј, како еве релативно млад уметник. Колку смета дека кај нас се почитува, односно им се остава доволно простор за себе изразување и себе промоција на уметниците, генерално земено? Па, најчесто уметниците сами си ги бркаат своите работи. За жал, нема некој... Нема поддршка, сакате да кажете? Па, нема поддршка некој да тргне, да брка твојата работа, дали за ти организира изложба или нешто, мора тоа сам да си го направите. Нема такви луѓе. Но потребно ли е тоа да се промени едно ваше видување еве како уметник? Па треба малце повише уметниците да се поддржуваат, ја мислам. Да, бидејќи на какво ниво сме, ева, моментално, во тој однос? Култура, уметност, поддршка од институциите, можеби? Од институциите, значи, има конкурси некои. Јас, значи, сега конкурирав, тоест, овие диносауруси ги направив преку конкурс од град Скопје, кој беше насловен од центар кон периферија. И го добив конкурсот и ги направив тие скулптури. Значи, има нешто, тоа е добро, но може и повеќе. Ја мислам, треба и приватни фирми малце да се ангажираат и да ангажираат уметници во својата работа. Да, затоа што
Може доста да им се најдат, не е само скулптура и применета уметност и било што. За среќа ете постојат и некои позитивни примери. Имавме гости во студиото токму графиджи, кои што се исто така уметници, па имаа прилика компанија да ги покани да им ги прави зидовите. Така да ете, за поздрав и таа идеја и потребно е уште такви да има, убаво велите. Постои ли заинтересираност за да се купи некој од делото, вашите дела, некој од диносаурусите или пак вие имате желба да подарите на некому, или пак, не знам, од моментот кога го правите своето дело и кога ќе го погледнете завршено, како знаете која е неговата цена тогаш? Па, некои скулптури што ги правам, искрено не ми се продаваат ни за не знам колку пари многу. Некои ги подарувам, обично по нарачка нешто се прави, се нарачува. Така. А она што сами го правите без нечија нарачка, туку чисто онака сте почнале, сакате да завршите едно дело? Па тоа се овие диносауруси, значи јас имам некоја идеја во мојата глава. Сакам да направам еден парк од метални скулптури, да не бидат само диносауруси, понатаму ќе има и други вид на скулптури и од други уметници. И да направиме еден наш македонски Дизниленд, да кажем, што би донело и туристи и од околните земји, од подалеку. Па иако еве само не може све сам, треба на некој да му се отворат очите и да помогне, да. Да, иако рековте конкурс, нели? Сепак може да тргне како идеја од овде, да апелираме до барем локалната самоуправа. Скопје има површини каде што тоа би можело да се направи. Финансиски не верувам дека многу би чинело, меѓутоа ете како идеја. Па кошта, значи би чинело, како не. Има материјали, доста време се губи. Луѓе треба за како трошок, да, зборуваме од страна на локалната самоуправа, кој што може да го обезбеди простор. А за просторот, па простор јас не би го лоцирал паркот, например, во Скопје, би го лоцирал негде понастрана, во природа, за да... Така, би било посебно место. Да можат и да искочат граѓаните малце од центарот на градот, да прошетаат и да ги доживеат скулптурите. Подруго е во природа која ќе се доживеат. Покрај некое дрво или рекичка, што и да е. Имаме гледач на линија. Ајде да отстапиме простор. Добар ден, повелата. Добар ден. Да, повелата, во програма сте. Здраво, на телефон има колешка на Андреј. Би сакала само да го поздравам Андреј и да му кажам дека неговите скулптури се стварно најдобро нешто што имам кај нас видено. Оставаат без див и гризат, значи многу поддржувам и го поздравувам, мило ми е што е дел од емисијата. Во ред, дали имате уште нешто да додадете или тоа е се од вас? Не, тоа е се само поддршка и напред. Ви благодариме за вашето јавување. Ете, Андреј, имате поддршка и мило ми е тоа. Да, и во живо. Сакав уште едно прашање околу финансиската поддршка, она што нели почнавме да го зборуваме. Освен на конкурсите, имате ли вие некоја дополнителна поддршка, спонзорства, тешко оди, не оди за себе изразување и промоција на вашите? Па спонзорства немам до сега. Едино другарот со сервисот, он ми обезбедува некои материјали. Сум пробал, тешко оди, се надевам дека ќе се смени тоа, дека нема да остане така. Да, и пред крај, освен ова што ни споменавте за нели метал парк, некој каде што би се ставиле вашите скулптури, некои идни планови можеби да ни откриете во овој однос? Идни планови, новиот диносаурус и да најдеме место каде да го правиме. Јас сакам да биде тоа зоолошка градина. Ќе видиме со директорот, треба да направиме муавет. Тоа е парк, тоа ми е целта. Затоа сум на овој свет, ми се чини. Сакам тоа го завршам и така. Во ред. Да, за жал треба уште многу да се работи во Македонија за културата да почне да се цени како
општествено добро кое што баш може да привлече и туристи, ако ништо друго. Барем во светските центри тоа е многу поистакнато во еден Берлин, во еден Амстердам, во еден Париз, зашто да не и во Македонија, нели? Тоа не сме ние ништо полоши, во Македонија има многу добри уметници, и многу добри изложби се прават, луѓето почесто да идат во музеи и на изложби и галерии да видат какви уметници има. Значи, Македонија има многу добри уметници. Тука ќе ви се заблагодариме за одвоеното време, затоа што бевте гостин во Студио 1. 1 ТВ е отворена за секако за медиумска поддршка, за вакви креативни уметници. Ние, Јана, што? Сега одиме со една кратка пауза, па се враќаме со колегата Дејан Андоновиќ. Така, стандардната анализа од светот и секако, Андре, благодарам и од мене за вашето гостување. Се гледам. Спектакуларното Рели Дакар секојдневно на нашата програма. Возбудувањата од Перу, битката за шампионската титула во сите категории, за предизвиците, проблемите и за желбите на возачите. Следете Дакар 2019 секој ден по вечерните вести на 1 ТВ. Во ексклузив ќе гледате кој ги објави експлицитните фотографии, дали ова е маркетиншки трик и како ќе се одрази на незината кариера. Ексклузивно интервју со Лилјана Станишич, новинарката која ја откри аферата на Јелена